Почитувани добровечер, ја следите емисијата Став на Телевизија Плюс. Вечерва наш гостин е Ашмет Елезовски од Националниот ромски центар. Добровечер за вас. Добровечер на вас и на сите гледачи на вашата ценета телевизија. Драго ми е што сум тука. Се надевам дека ќе успееме да го задржиме вниманието. Ромска гордост е насловена националната кампања која што ја презедовте по повод 10 декември, денот на човековите права. Имавте настан во Скопје, што може да ни кажете за тоа? Ромска гордост, тоа е изјава која повеќе години е иницирана од Советот на Европа, всушност од тимот за ромски прашања од генералниот секретар на Советот на Европа, веќе јас сум еден дел од движењето и основачите на ромското на просторите на Европа и светот, а воедно сакам да укажам дека покрај Денот на човековите права, покрај нашите активности за ромска гордост, ние оваа година одбележуваме еден така значаен, символичен 15 годишен јубилеј на работењето на Сдруженијето Национален ромски центар, и така да сето тоа се вклопи во времето на оваа светска пандемија, но меѓутоа се е символично, ама покрај она што не се надевавме дека ќе биде символично, всушност излезе многу попозитивно и подиректно со доста добри пораки и се надевам ќе допрат до надлежните во нашата земја и надвор. Оставивте средба со претседателот на Собранието Талат Џафери, што разговаравте на состанокот, што ви вети тој? Воедно да ви кажам дека пред тоа ние кога имавме 5 дена пред тоа имавме еден настан кој го организиравме пред собрание на високиот законодавен дом на Република Северна Македонија, значи пред парламентот. И на тој наслов беше дали Македонија се движи кон бинационализам. Всушност целта и пораката беше дека во последните неколку месеци, а и последната година, толку некако сме изолирани, така да се направија многу ветувања дека ќе бидеме дел од многу процеси. Навистина биднавме дел од, можеме да кажеме, светското превентивно обезбедување и сигурност, тоа е НАТО, но меѓутоа не видовме почеток или не стигнавме до почеток за преговори за влез во фамилијата наречена Европска Унија. И затоа и укажавме на тоа дека сите граѓани македонци, вклучувајќи и мене, јас сум македонец, од татко и мајка ром, но меѓутоа од дедо ми и останатите сум многу години сум староседелец на Кумано, се помалку не има староседелци, но меѓутоа сепак можеби тоа не е толку битно колку што е битно историјата на целиот тој развој. Извинете. Кога велам историјата, мислам на петвековното владење на турците. Турците, да. Српската кралевина, значи, па Првата светска војна, па после тоа преминувањето кон владењето тука во склоп на поранешните кралства, што беа, па атентати и сето тоа што го учевме во времето на поранешна Југославија, па до почетокот на Втората светска војна и завршувањето на Втората светска војна и всушност ослободувањето и почетокот на постоењето, владењето и можам да кажам развојот на Република Македонија како република во заедница со многу републики, значи 6 републики и 2 покрајни во поранешна Социјалистичка федеративна република Југославија. Така да се тоа го кажувам бидејќи болно е
ако некој ја знае добро историјата, ја учел, во времето јас кога за време на екс-Југославија се образував, учевме многу повеќе кои сме, како е, и знаевме за многу држави, како што. И навистина многу земји сакаа да владеа во Република Македонија, од тогашна. Меѓутоа, тогашните политичари, кои беа навистина политичари, може би некој да ги каже дека направија лошо, меѓутоа не. Секој работник работеше, имаше класи, меѓутоа класи богати и средна класа, значи и по некоја сиромашно. Меѓутоа повеќето луѓе беа вработени. Јас сакам да кажам дека, еве ќе го земам пример Куманово. За мене беше живост навечер во 10 и 10:30 да излезете на улица и да гледате група, маса на луѓе насмејани како се враќаат од втора смена од работа. Многу фабрики работеа. Тоа беше живот. А пак, кога ќе дојде нова година, повеќето кафани 2 дена пред нова година беа полни. Зошто? Значи тоа беше живот, сакам да кажам. Како тоа се поклопува со вашата средба со Талат Џафери? Па токму од тој аспект сакам да го спојам, зашто јас кога бев на средбата кај господинот Талат Џафери, сакам да се заблагодарам на кабинетот него, а воедно и на генералната секретарка на Собранието, како и на пратеничката која е од СДСМ, но меѓутоа е првата жена ромка која влезе, всушност во овој случај втора, бидејќи таа е од Скопје, а првата беше наша, господја Ѓулистана Марковска, ромка, и како и да е, меѓутоа, за жал, само поради одредени околности се сретнавме со господин Талат Џафери и со секретарот на секретарката на Собранието и со уште еден господин и беа моите колеги. Дискусијата одеше кон тоа што навистина се случува во Македонија. Како законите се спроведуваат и дали има можност граѓаните да живеат со уживање на благодетелите на тие права кои се изгласани. И укажав на тоа дека неговото искуство да го води Собранието со овие политичари е доста битно и значајно, без оглед дали е тој по национална припадност албанец, меѓутоа човекот е врвен професионалец, бидејќи од екс-Југославија тој пренесе и едно негово искуство со изговор на една српска изјава, што ми беше многу драго. И јас укажам на тоа дека многу луѓе кои сега ја водат локалната политика, така наречени градоначалници, советници, па на национално ниво политичари, всушност не се вистински политичари, туку се луѓе кои влегоа, изгласани се, ама дека треба да имат и повратна заложба и одговорност. Тој кажа дека тоа е реалноста и дека треба можеби со тек на времето да се привикнуваме, но испрати една порака што ми е драго, укажа на тоа дека и ние, средните генерации, а и помладите, ќе треба да бидеме по активни и да притискаме за да можат работите да се видишат подобро за сите. Бидејќи секој има право да заминува каде што сака. Зборувавме за заминувањето на младите, да мигрира или да бара работа, но меѓутоа сепак треба и имаат за обврска политичарите да створат услови за еден подобар, економичен, мирен соживот во Република Северна Македонија сегашна. Што ви рече тој за подобрувањето на сликата на ромите во нашата држава?
Во која област се дискриминирани, каде може да се подобри, да се подобрат нарушените нивни права? Па јас укажам на тоа дека а и тој како претседател на собрание тој им го дава правото на сите. Укажавме на еден пропуст, бидејќи некој направил и му успеала идејата етничките заедници да има што помалку политички представници од своите партии, значи и да додат во видливост само поголемите или посилните политички партии кои имаат финансиски обезбедени средства од претходното владење, на каков начин и што ни беше јасно, разменивме информации околу една споредба. Ако еден сиромашен човек, граѓанин, без оглед дали е ром, дали од која бил да е националност, направи некој прекршок, да кажеме, или дојде во конфликт со надлежните представници од институции или од полицијата, веднаш се приведува, му се одзима пасишот и веднаш се носи на судски процес и се добива одредена забрана или пресуда. Додека луѓето кои за големи суми направија, можеби да кажеме, историски губење на или како да кажам малверзации со парите и имате една изјава не знаеме каде се парите, се чуваат во домашни услови со полициско обезбедување. И тука на тоа моје укажување кажав дека тоа е реалноста, не можеме да бегаме, но меѓутоа за да влезете во Европа пред се они прават снимање на ситуацијата. Од моето искуство што го имав дога работев надвор од државата, значи во повеќето институции и воедно и ме изненади, но меѓутоа господин Талал Џафери, не само Талал Џафери, имав и средба и со министерот за правда Бојан Маричич. Значи не беа изненадени од моето знаење, бидејќи знаат за кого се работи. Знаат дека подолго време сум во доста интензивна соработка и сум, можам да кажам, еден од поголемите лобисти за подобра Македонија и живот на граѓаните, отколку некои што дизаат два прсти или притискаат таму и земаат плата од нас, биќе секој политичар не креира, тој не е фабрика, мислам, производител, туку тој е фигура на одредена политичка, додека не се свати дека политиката денеска, тоа беше и дискусијата, треба да се усмери кон поглед за соживот, мир, креативност, значи благосостојба, а пред се да не го заборавиме ковидот. Бидејќи светската пандемија и ковидот допринесоа да се смени целокупниот процес на живење. А тоа што значи? Значи дека мораме да бидеме креативни. Мораме да знаеме како да живееме сега во оваа ситуација, како да бидеме позитивни и како да обстанеме. Ние, значи, збориме, кога кажувам ние, зборам за Македонија, зборам за Куманово. Ние се наоѓаме во една ситуација така наречена, јас ова е моје мислење, на лавиринт, со што и да почнеш, не можеш да најдеш начин што да почнеш, што да успееш, како, дали со собствен бизнис, дали вака, дали онака, бидејќи ситуацијата е таа. Но меѓутоа, ако има простор, има диалог, и има волја, може сето тоа да се собере и да се практикува. Но работава е што ние увидовме дека, и јас гледам, ние Куманово е во моментот е загушено. Во однос на претходните години, најсериозен град на политички, економски, индустријски
беше Куманово. Куманово беше трет или втор град по индустрија во поранешна Југославија. Ние денеска имаме една или две фабрики. Другите тоа се мали погони. Не можеме со тоа да обстанеме. Мислам, да не забораваме. И сето тоа всушност е буџет, основа, за да можете вие да ги се задржите луѓето, да работат, да креираат, да направат. Ние повеќе имаме згради, бетон, значи, отколку што имаме зеленило, простор за забава, да кажам, на малите деца и така натаму. Или културата, нормално, културата зависи од воспитувањето на родителите, наставниците и така натаму, но меѓутоа во оваа ситуација не можете да барате однесување на ниво на култура, хигиена и други работи, кога едноставно повеќето граѓани живеат од денес за утре. Спомнавте за здравствената криза, за пандемијата и тука и во светот. Како таа се одразува врз ромите? Па да видите, вие ме прашувате на стоп врз ромите. Јас сега се навраќам на зборот граѓани. Значи, добро. Зошто тоа го кажувам, бидејќи Национален ромски центар во своето работење повеќе од 15 години е со мултиетнички тим, со високо образование, со млади, со реализирани доста активности и треба да граѓаните да знаат дека помина времето на работење во вид на како да кажам, на мала активност и тоа е тоа, не. НРЦ работи типично како еден вид на принцип на работење на една институција по државата, на една фирма, компанија помала, и ние сме, еве да кажам, што е добро бито, отворени се вратата за сите граѓани за давање и пружање на бесплатна правна помош. И тие го користат правото во соработка со канцеларијата во општината на Министерство за правда, добиваат категориите кои тоа го имаат правото, бесплатен адвокат за застапување за одредени нивни права кои се прекршени. Што се однесува за ромите, ако во Куманово имавме 9000 роми и 80% беа вработени, ние сега имаме околу 4000 и нешто од последниот попис. Од последниот попис зборам. А меѓутоа сегашниот попис што ќе биде, нормално се раѓа, умира. Можам да кажам дека бројката некаде тука ќе е до 6.500 граѓани, роми, а градот мислам дека можеби ќе има до 70-80, биќе мислам дека едно 20, можеби до 30.000 граѓани ја напуштија државата или изјадуваат друго државјанство. Тоа е мое само укажување, тоа не е точно, но меѓутоа ќе видиме пописот што ќе биде. Зборевме и со претседателот на собранието за ова, како би се одвило таа пописна процедура. Сега, ромите во Македонија, што да ви кажам, тоа се луѓе, и јас сум човек кои не сакаат војни. Луѓе кои сакаат работа и по принцип сакаат и образование. За жал, во последните години од Македонија ние имаме 4 ромски доктори кои ја напуштија државата. Тоа е болест за нас, мислам, болно многу. Имаме и 2-3 кои се запослија на добри позиции, кои се магистри, значи, и напредуваат на својата позиција. Тука се во Македонија, имаме и во Куманово. Значи, имаме плејада најмалку на 30 средно и високо образовани, но меѓутоа, каде да отидат? Тие само се укажано име ќе ви јавиме.
Значи, штом ќе се дознае дека се роми, на таа позиција која се бара, тоа е одговорна позиција, мислам, висока плата, тешко е, уште постојат стереотипите и предрасудите, и затоа ова ромска гордост, што е од Советот на Европа, всушност ја работиме и задоволни сме, биќе испраќаме порака, а паралелно со тоа имавме неколку размени со млади од различни значи, национални припадности, македонци, албанци, турци, власи, и да ви кажам, младите не гледаат така. Тие се дружат, тие испраќаат пораки и укажуваат и викаат, ние имаме право, ние сакаме да се дружиме. На нас ни требава заеднички да креираме, да истражуваме, да бидеме инженери, да бидеме, значи, креатори на нашата иднина, а иднината на новите генерации кои ќе додат. Но меѓутоа, за жал, ние повеќе имаме само интереси на каде за жал, еве ковидот, може да биде пример, има луѓе кои се на работни позиции, иако воопшто искуството нивно што го имаат, не е соодветно на работното место сега превентивно на позицијата што го имаат. Зборам. Имаме одлив на мозоци, но меѓутоа богати сме со мал број на лекари и медицински персонал, без оглед која националност. Еве, ја сакам да го кажам кога спомнавте ковидот, во јули бев и јас зафатен од овој како да кажам неверојатен појава на овој вирус. Како и да е, кој да го створил, сепак постои, треба превентивно дело, и бев сместен во инфективното одделение. Сакам јавно да укажам и да изразам голема благодарност и да кажам дека тие луѓе заслужуваат повисоки плати од сите политичари во земјата. Зашто тие спасуваат живот. Значи, зборам за инфективно одделение. Има таму и млади, има и постари доктори, има и од различни категории, значи сите што се од националности. Меѓутоа, ми остана во душата тоа што тие ми го дадоа вториот живот, да го продолжам да го живеам. Значи, не дозволија, не само јас, него и другите што беа тука, не дозволија да заминат од овој свет. Биќе тие спасуваат. Многу голема разлика е помеѓу луѓе што спасуваат живот и луѓе што креираат политика која станува на хартија. Не ни требаат политики на харти, неостварливи, со буџети после кои се рушат и има после тоа блокади, или има ребаланси, или се губат некаде парите. Како и да е. А што се однесува на ситуацијата на ромите, укажа ви кажувам, лоша од полоша не може да биде. Ама не само на ромите, на повеќето граѓани. Не чека период каде сиромаштијата веќе навлезена е кај сите. Без оглед дали работате или не работат. Ви кажувам, значи, тешко е да се обстане, меѓутоа, сепак едно треба да не држи, дека секогаш треба да веруваме и да се надеваме, дека ќе биде подобро. Тоа може да не води само кон подобро утре. Инако, ако бидеме со негативна енергија, негативноста влече негативност. Ги спомнавте 4 доктори роми. Сето тоа произлегува од образованието, кое што нормално дечињата го почнуваат уште од основното образование. Сега како што сме во пандемија и работат со онлайн настава, како се снаоѓаат, дали има доволно опрема, интернет? Вака сега, за докторите што замина, тие веќе се стручњаци таму, каде што замина. Овдека имаме еден доктор на инфективно одделение, сакам да го поздравам, Даниел, и се надевам дека многу брзо ќе специализира
Значи, што се однесува за децата сега што се, има еден сериозен пропуст. Не знам кој е виновен, дали политиката, дали луѓето кои се навлезени во соработка со политичарите, дали овака или онака. Баш денеска неколку мајки ми се пожалија дека нивните деца се различни одделенија и од еден мобилен не може да стигнат да пратат настава, а 3 деца се. Вика, најди начин како да обезбедиме или некој лаптоп или таблети, но меѓутоа не можам јас, тоа не е ми работа. Нашата работа е луѓето да ги информираме навремено, да им ги упатиме до вистинските места да си ги осварат правата, бидејќи нашата парола што е интеграцијата не е настан, туку е процес, се однесува за секого. Значи треба време за да бидете дел од одредени работи, треба да поминете од базично, значи со основата, од прво одделение па до највисокото одделение доколку сака. Но меѓутоа не мора сите да бидат со факултети. Ние денеска проблемот што го имаме, не само ромите и останатите, ама меѓутоа еве сепак кога зборуваме за ромите, ние имаме несредена инфраструктура и премолчување на ромски населби. Средорек, Бавчи, има нешто се прави инфраструктура. Како може да се прави инфраструктура ако официјално во системот за легализирање тука постои дека се е зелена површина. Или кога ќе треба да вадат лични документи, им барат имотни листови. Тие дале документи за легализација на нивните доми, биќе и на тоа работевме, но се појавува бариера. А од друга страна, пред изборите се прават одредени средувања, овака или онака, иначе гласот е најважен. А иднината на тие луѓе таму се заборава. Значи, важна е до денот на гласањето. После гласањето, после 40 години на мандат, се размислува како пак да се мотивираат. И да ви кажам, јас сум многу среќен што еден добар процент на роми од Македонија, а и од Кумано, во времето на отварањето на границите, не само роми и другите националности, успеа и заминаа во европските земји, значи, врз различни основи, стекнаа право за работа таму, работат и веќе добија престој и веќе се поинакви односите за живење. А па сето тоа дава уште еден позитивен повратна позитивна работа. Тие пак испраќаат да ги финансираат семејствата што им се останати овдека. Со значи дека сепак има една помош и средствата доаѓаат. Да не го заборавиме, да ви кажам примерот на работењето во странската фирма Браун и Рут. Браун и Рут кога беше косовската криза, нели? Тие беа тука, беа и во Косово, да ви кажам, јас сум еден од првите луѓе што се сретнав со директорот во тоа време на компанијата и разговора и после разговорот на многу, ја кажувам вистината, затоа ова е став. Народот треба да ја знае вистината. Јас сум тој што го отвори патот многу посиромашни категории да влезат и да работат. Не само роми. Значи, биќе со директорот разговарав, преговорав и му кажав каков профил им требаат, така да преку мои препораки успеа и успешно и денеска работеа. До пред некое време и уште има мал број кои работат и да ви кажам и солидно изработеа, некои дури добија престој за живење во Соединетите Американски држави, што ми е драго. Некои се вратија, некои заминаа во други држави, како и да е. Сега болно е што, ама не се виновни граѓаните. Што имаме еден голем процент што зедоа друго државјанство, бугарско државјанство. Ама зедоа од принуда.
мора некако да најдат начин како да живеат, како да опстанат. Сега, а од друга страна, болно е што таа министерката што е за преговори и така наречениот господин, јас го викам така наречениот Качанов, ако не се излажам, заменик министерот, кога спомна и навистина многу негативно не испровоцира, кога кажа и марсоци, ако сакаме, потполно незнање, потполна провокација. Македонците постоеле и ќе постојат, значи, зборам, за мене. Ромите во Македонија се и благодарение на таа атмосфера која се живееше тука, направија многу активна партиципација за времето на Втората светска војна, за време на кризата, значи, пак кризата која беше во Бугарија, ние им помагавме на бугарите. Тие доаѓаа кај нас и ние едноставно таа размена, мала трговија да кажам, не сакам да навредам, но меѓутоа тие живеа од денеска за утре. Нивниот живот беше претежок на сите бугари. И јас се сеќавам, бев млад, многу помлад. Дури не бев полнолетен, но се сеќавам дека беше вистинско чудо кога бугарите кои купат фарменки или мастики. И сега, како јас да ги навредам? Тоа не е за навредување. Што значи дека бугарите треба да чекаат 2-3 месеца за да можат да излезат од Бугарија. А ние во тогашна екс-Југославија со пасошот кој го поседувавме, можевме без виза да патуваме низ целиот свет и можевме да спиеме надвор каде што ќе сакаме. Тоа беше безбедно. И имаше работа, еве јас ќе ви кажам, татко ми работеше во Тутунскиот комбинат. За жал, поради работното место кој го имаше, најверојатно во млади години, мислам, јас го изгубив татко ми, бидејќи Тутунскиот комбинат е таков, се работи со тутун. Но меѓутоа, ние целото мое семејство, сите завршија високо образование. Значи, кој погонски електричар, кој правник, кој професор, неколку од нив замина и во странство и се успешни таму. Јас останав тука, но меѓутоа јас сум успешен. И денеска, во оваа време, зашто човекот успешен ако неговото семејство, неговите деца завршуваат она што јас не достигнав. Ама паралелно со мене, јас сум горд со моето семејство, со мојата сопруга, со моите деца, кои се со високо образование. Ќерка ми единствено таа е помала, но таа успеа учи надвор од земјата, значи, а јас, што ви кажам, денеска учам. Значи, човекот мора да учи. А што се однесува за НРЦ, што да ви кажам? НРЦ исто така работи на проектот Жена Ромка, кои се најзначајните проблеми со кои што се среќавате, кои што ги имаат жените и девојките? Да, јас сум ромка, значи месиум ромни. Моите колешки, македонки, ромки, разбирате, кои си со високо образование, не би сакали мињата да им ги карам, но меѓутоа сакам да ги поздравам. Значи тимот ако се работи тимски, успехот е голем. Ние успешно направивме во овие изминати 15 години, значи од неколку ромки да бидат активни во секојдневниот живот, да работат, па некои дури да основаат свое мало предпријатие. Значи работиме во неколку градови во Македонија и што се однесува на здравството, ние успеавме во соработка со болницата во Кумано, во соработка со луѓето од јавното здравство, значи и во соработка со повеќе адвокати низ Македонија, да спроведеме таква една вирусна активност, која е многу позитивна и има ефекти. Но меѓутоа, кога работите стратешки, успехот е неминовен. Ама едно е многу важно. Не ветувајте доколку не можете тоа
реализирате. Луѓето веруваат ако за 5 дена, 6 дена или месец дена видат дека тоа е направено. Ние, еве, тука ќе го спомнам ова со жените. Ние успеевме и Министерството за здравство, инаку сакам да го поздравам и министерот за здравство кој се наоѓа во навистина во многу тешка ситуација во моментот, министер Филипче, но сакам да му се благодарам за неколку случаи јавувајќи се, реагирајќи се, иако знаеме дека имаме приватно здравство и бизнис владее со огромни средства, но меѓутоа јавувајќи се, ние имаме интервенции кои успешно се завршени, иако требаше тие луѓе да заменат во странство и за огромни пари да се спроведе интервенција. Значи има и луѓе кои почина, нормално, тоа е ризик, се е ризик. Но меѓутоа ова што сакам да го кажам за здравството, дека успеавме ПАП тестовите, значи кои се неминовни и треба да бидат бесплатни, да бидат усвоени од Министерството за здравство наназад неколку години. Колешките работеа и колеги одредени и тоа беше прифатено. После тоа еве сега исто така сакаме да испратиме порака дека примарната терапија од повеќето гинеколози и матични лекари не треба да се наплатува. Таа треба да биде бесплатна. Бидејќи фондот одделува средства, но меѓутоа се наплатува. Никој не добива фискална сметка за тоа. Значи, има многу работи кои треба да се донесат наред, но меѓутоа ја не сакам да бидам критичар за да кажам дека јас се знам. Не, јас го кажам она што реално постои. А НРЦ сака да испрати позитивни апели, да се врати довербата, да се работи според правилата. Ако се почитуваат правилата, тогаш се почитува и законот. Ако не се почитуваат правилата, тогаш зошто ги имаме законите? За хартија? Некој се надева, се мисли дека во Европска Унија ќе влеземе така лесно. Не, они имаат цел систем разработен. Имаат мониторинг, имаат луѓе кои работат за нив. И сето тоа е така направено, тоа е систем на висока бирократија, анархија. Ама позитивна. А ние кај нас имаме премногу голема декларативна бирократија, ама во практика немаме. Во практика дали имаме 1 или 2% на реализирани работи или сега пак да кажеме еве Министерството за труд и социјала или подрашниот центар за социјални работи, граѓаните, семејно насилство на жените и останати работи, едноставно само им велат не можеме, ковид е сега, не можеме да ја помогнеме, пушете жалба, иако во документот, во решението што им го даваат на рака, рокот е поминат многу поодамна, а не го доставиле. Значи има многу злоупотреби на правата на граѓаните. Сето тоа, да ви кажам искрено, нема што да се срамам. Нормално е младите да заминуваат. Која перспектива имаат? Ова е личен мој став. Која перспектива имаат? Перспектива што еден да ужива, другите да гледаат и да аплодираат. Не може. Или па само луѓето, не може некој вечит политичар да биде. Вечит политичар може да биде оној што вреди, оној што има доверба, оној што прави добри дела. Но не може некој што само има околу себе добри луѓе што трчаат, нели? Меѓутоа да растурат, простор, живот. Куманово ја нема живоста. На Куманово треба да му се врати гордоста. Изгубена е гордоста, изгубена е довербата. Многу работи треба да се направа. Не може во центар на град има улици кои не се асфалтирани. А има селски пристапи
каде никој не живее или некој има некоја викендица направени улици. Мислам, не критикувам, него тоа е реалноста. А од друга страна, зошто најголемиот тутунски комбинат се уште не работи? Зошто просторот на Житомел, кој го хранеше Кумано и останатите, е руина, е плашливост навечер, зборам, зошто уште градот со паркинзите е хаос, во тотален хаос. Се дизаат коли и се наплаќаат само на оние кои едноставно немаат моќ. Кај го има тоа само? Тука. Во Африка, во Дурбан, па таму се знае закон, таму се вози од десна страна. Ама, нема, се знае. Си плаќа секој казна. Па и да си председател на државата, си плаќаш. Не знам дали сте слушнали дека еден председател на Германија, што зеде поклон 100 евра за некоја промоција на книга, човекот беше принуден да даде оставка. Кај нас, толку злоупотреби се права, нема морална одговорност, нема ништо. Значи, Националниот ромски центар е коректив. Но меѓутоа, тоа не значи дека ние сме против градот. Тоа не значи дека ние сме против државата. Ние само сакаме она што треба да биде како насока за видливост, за надминување на бариерите и за напредок, развој на еден созреан, квалитетни стручњаци да ги водат плановите, градежните планирања во градот, да едноставно образованието само да напредува. А како ќе напредува кога ние немаме вложување во тие бранши? Зборам. Пред некој ден слушам имаше некои протести од различни јавни предпријатија. Не сакам да навлезам во тоа. Но меѓутоа, кога има таква една негативност, биче ние треба да ги шитиме и работничките права. Ние сме за граѓаните. Што значи дека мора да постои диалог, разумност, значи комуникација, размена на информација и нормално, ако е потребно, и да се оди, да се добучуваат одредени кадри, дали во внатрешноста, дали во Скопје, дали надвор државата, ама со обврска тие што ќе отидат да се добучуваат, да се вратат во земјата и после тие практики да се применуваат тука. Само така може градот, државата да напредува. А инаку, ако не е работала само некој да даде оставка, во последните 10 години сите што требаше да одговарат, никој никаде не одговарал. Никој никаде не ги вратил парите. Мислам. Сега можат да кажат, невладините организации прават вако. Не. Ние имаме ревизија. Ние работиме со европски пари. Ревизија имаме нон-стоп. И ние сме луѓе. И ние можеме да грешиме. Ама затоа имаме надворешен книговодител, имаме надворешна ревизија, имаме ревизија од донаторот, значи, дали од странска амбасада, за се одговараш. Ако нешто погрешиш, враќаш. Значи, со тоа го губиш имиджот. Значи, многу е тешко да се работи, многу е лесно само да се критикува. И едно да кажам, никој не е семоќен. Сите проблеми од дена да се решат. Тоа е процес. И треба сериозно да се сватат. И овој јубилеј на НРЦ, посетата, разговорите, биче работиме на поле на легализација, на бесплатна правна помош, на дискриминацијата и расизмот. Во тој поглед е и прашањето последно, Да. како сте задоволни од досега сработеното, нели со прославувањето на јубилејот, а и кои се идните планови, на што размислувате, што би сакале да смените, да работите, кон што треба да се навлезе подлабоко за да се решат некои суштински проблеми? Видите, убаво прашање ќе бара многу повеќе простор, но меѓутоа се надевам дека
во иднината, во следната нова година, ќе има можност да она што сакам да го кажам дека дискриминацијата, расизмот, тие постојат. И ќе постојат. Дали на ваков начин или онаков начин, дали кон ромите, дали кон другите, тие си постојат, зашто не може сите прсти да бидат еднакви, така да не може свесноста и интелигенцијата на одредени луѓе да биде насекаде подеднакво акцептирана, асорбирана, нели? Како да е, но на раце за долне биќе, видите, да работите за овие изминати години и да се сретнете со повеќе од, можам да кажам, 60 илјади фамилии, тоа е голема бројка, да се видите со сите странски дипломати во Македонија, се видите со првите луѓе на Европската комисија, да ве посетат во канцеларија амбасадори, највисоките, значи, Кина, Франција и останатите во моментот не можам се, тоа е висок рейтинг или одредена представничка на Сенатот на Соединетите Американски држави, значи, тоа е, после тоа да идат на посета кај градоначалникот, тоа е само за наша нова мотивација. Ние сме лоцирани како информација, лоцирани во центарот на градот, во така наречениот мал кружен ток, кој не е кружен ток, ама си го викаме кружен ток бидејќи е така направен и си го замислуваме дека не е кружен ток и се надеваме дека ќе дојде подобро утре за сите. Треба да бидеме оптимисти. Короната како и да е, дали со вакцините или без вакцините, тука не можам да дискутирам, но едно јасно. Луѓето не треба да влегуваат во расправија, такво е времето. Луѓето треба да се дистанцираат малку од она што си го знае на начинот да живеат, зашто пред се доаѓаат празниците. И би сакал да укажам дека треба да се пазиме, треба да се почитуваме, али најважното е, треба да ја вратиме довербата и љубовта. Треба да ја вратиме човечноста. Човечноста е изгубена. Значи, кумановски кажано, многу се оддалечимо. За да не бидеме многу оддалечени, значи, за да бидеме она што сме, видите, Кумано е гордост на многу граѓани, кои се тука и кои се надвор од Кумано. Од Кумано потекна многу познати спортисти, од олимпици до политичари, и жално е да не продолжи така. Сепак оптимизум дека следната година не чекаат сериозни работи и нас како НРЦ, Националски центар, и се надеваме дека активностите ќе ги насочиме кон правецот на можно ублажување на зголемување на процентот на нетолеранцијата и кон повеќе остварување на права на граѓаните, па и иницирање на процесот за самовработување, па дури и подршка на повеќе жени да се вклучат како во бизнисот, така и во политиката, бидејќи согледавме дека ова е наша анализа и моја поддршка, дека жените всушност се поодговорни во однос на мажите, и ако сум јас, но меѓутоа мојата енергија, мојата вредност е мојата сопруга, која ги воспита моите деца, која ми помогна да ги надминам, бидејќи јас повеќе бев низ патишта, отколку дома, и семејството ми е добро и успешно.
И затоа велам, треба се почне првин од домот, па да се стигне до највисокиот законодавен дом, па дури и до претседател на држава. Јас би сакала да ви се заблагодарам на одвоеното време што бевте дел од нашата емисија. На почетокот спомнавте да го задржиме вниманието на нашите гледачи, јас се надевам дека ако постигнавме тоа, ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете понатаму со нашата програма.